почитувани медиуми, направим добар ден. Дозволете ми пред се да на самиот почеток да искажам голема благодарност до председателот на владата, професор доктор Христијан Мицкоски, за неговата денешна посета заедно со неговата делегација овде во Делчево, каде што можевме да направиме увид на инфраструктурниот бум кој се случува во општина Делчево. Во моментот работиме паралелно на 14 капитални проекти кои што многу наскоро ќе го видат самиот завршеток. Пред да ги спомнам дел од денешните посетени објекти, дозволете ми да се благодарам јавно на премиерот на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, кој што со негова помош преку двата унгарски повика во Делчево се инвестираат приближно 150 милиони денари. Паралелно на тоа не сакам да ја пропуштам можноста да му се благодарам и за реконструкцијата на спомен домот во селото Радовци како дополнителен проект и секако распишаниот тендер за реконструкција на спортската сала овде во спортско-рекреативен центар во Делчево. Тоа што денеска имавме можност заедно со председателот на владата да го посетиме е реконструираната улица Индустријска, за чијата реконструкција беше потрошено над 11 милиони денари. Паралелно на тоа претходно беше комплетно изградена водоводна, фекална и атмосферска канализација во висина од 10,5 милиони денари и секако улици во централното градско подрачје кои што дополнително ќе ја зголемат вредноста на самото земјиште во градот и ќе предизвикаат нови можности за евентуални инвестиции. Таму се потрошени исто така над 10,5 милиони денари. Потоа ја посетивме самиот процес на реконструкција и изградба на улицата Видо Смилевски Батов во населата Старасани, каде што ќе бидат потрошени над 6,5 милиони денари средства кои што се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и преку владата на Република Македонија преку вториот унгарски кредит. Тоа е еден проект кој што беше деценијски најавуван, но еве за среќа денеска можеме да кажеме дека за 2 дена од сега и ќе биде конечно и реализиран. Овде на самото место во централното градско подрачје направивме увид на два проекти, тоа е проект кој што е изградба на кеј низводно на река Брегалница, кој што е финансиран преку Министерството за животна средина и преку владата на Република Македонија во висина од 42 милиони денари и проект кој што е финансиран преку ИПА програмата, преку кросборд соработка со Република Бугарија и кој што е во износ од над 320.000 евра, во кој што Министерството за локална самоуправа и владата има свое поучество со 15%. Така да тоа се накратко сите проекти кои што денеска ние успеавме да ги посетиме. Паралелно во моментот се работи на асфалтирање, тоест работат целата механизација на економскиот оператор кој што го има земјено тендерот за реализација на улици во населбата Пролет и во улици во централното градско подрачје, кои што веќе до крајот на денот ќе бидат и попратно реализирани. Потоа следува некаде до крајот на оваа седмица, некаде во недела или во сабота и завршеток на целата приказна, тоест последната улица која што ќе биде асфалтирана во селото Звего. Паралелно на тоа, некаде до крајот на месец август се очекува извршување на последниот 14-ти проект кој што беше добиен преку повикот од владата, преку унгарскиот кредит. Тоа се улици во спортско-рекреативен центар заедно со атмосферска и фекална канализација во пренос некаде приближно до 12 милиони денари. Не сакам да ја пропуштам можноста да кажам дека овде не застануваме како општина, тоест ние како општина Делчево веќе работиме на реализација на нашиот општ тендер во кој што се предвидени изградба и конструкција на неколку улици во повеќе населби во Делчево. Тука станува збор за улица Петрашевска во населбата Стрелиште, која што денеска ја обедуваме во работа, и неколку пристапни патеки во населбата Милково брдо, како и на санација на ударни дупки кои што за жал по повеќето дефекти кои што настанаа на водоводната мрежа се појавени на повеќе локации во општината и истите ќе бидат санирани некаде до крајот на месец август. Така да не очекува доста работа. Донесувам во пожда на градоначалникот на општина Делчево овие наредни 20 дена, затоа што го очекува доста работа него и неговиот тим, кој што можам и морам да го пофалам за тоа што работи деноноќно за да можеме да создадеме подобри услови на сите наши сограѓани. Благодарам. Долго имате прашање, повелете. Како успевате, мајки, пред дека малку е во долг општина Делчево? Тоа е стара болка на нашата општина. Па да, тоа е стара тајна дека имаме блокирана сметки, работиме со рамка од 8,5 милиони денари. Тоа се премалку средства за амбициите кои што ги има актуелниот градоначалник и за самата визија кој што има тимот кој што работи моментално во општина Делчево. Така да моментално активно работиме на намирување на сите проблеми кои што се направени поради извршени решенија кон општина Делчево во минатото, но морам да признам, еве денеска и официјално можам да кажам дека долгот кој што изнесуваше над
180 милиони денари веќе е стаснат до приближно 35 милиони денари и мислам дека со поддршка од премиерот и од владата многу наскоро ќе најдеме и конечно решение за да можеме сето тоа ние и да го конечно го сервисираме. Благодарам. Добар ден и од мене. Во Делчево, како што гледате, се гради. Како што се гради во суштина и на повеќе од 1200 локации из цела Македонија. Десетици проекти се реализираат овде, во ова општина. Ја користам ова прилика да му честитам на градоначалникот за навистина посветената работа која што ја врши, имајќи предвид со какви предизвици се соочува самата општина. Вие споменавте некои од нив, како што е, например, блокираната сметка, но и тука не стојат работите и тука се задвижуваат во позитивна насока. Очекувам дека во овој мандат таа сметка ќе биде одблокирана, за да може општината да функционира нормално. Би сакал да се заблагодарам и на советниците од Советот, кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на администрацијата. Сите тие се заслужни за да овој мозаик биде поинаков, односно да се гради тука и да се испорачува за граѓаните. Ние како влада остануваме посветени на испорака кон општините, а преку општините и кон граѓаните, бидејќи градоначалниците се тие кои што се на првата линија заедно со граѓаните. Се разбира дека кога многу работи во минатото стоеле со децении, не можат преку ноќ да се променат, но добро е кога се оди приоритет по приоритет. Еве слушнавте и вие 16 проекти во моментов општината ги реализира преку она реалокација на финансиски средства од владата кон општината, останатите од сопствени сили, од сопствен буџет ќе се реализираат. Така што јас сум задоволен, но ова би го додал и експресниот пат за кој што конечно се распише тендер за проектно решение, би рекол физибилити студија, почани Виница Делчево, така што генерално очекувам да состојбите и понатаму продолжат во период кој што следи да се развиваат. Јас можам само да кажам дека како влада ќе продолжиме да ги поддржуваме општините. Ево уште еднаш голема благодарност и му честитам на градоначалникот за посветената и фокусирана работа која што ја врши за граѓаните на Делчево. Кој имате прашања, ви стоиме на Премиерот можат ли да очекуваат гостиварци дека до крајот на неделата ќе добијат чиста вода, исправна вода за пиење, како што се очекуваше, што покажуваат новите анализи? Одејќи наваму имав разговор со министерот за внатрешни работи. Во овој момент водата во Гостивар останува да се користи како техничка, без да има насоки за да биде истата користена за пиење и готвење. И уште некое време таа вода така ќе остане. Зошто? Затоа што сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. И откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Енергетската неизвестност на светските бирзи се рефлектира и кај нас, меѓутоа со оглед на падот на суровата нафта на светска бирза, можеме ли да очекуваме од понеделник намалување на цените на домашниот пазар на нефтените деривати? Па видете, сега е прерано да зборуваме, но она кое што го гледаме дека денеска имаме мал скок, вчера цените се движеа некаде околу за брентот од прилика 83-84 долари за барел, денеска имаме повторно некое нагорно придвижување околу 87-88, но далеку под 100. Така што јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените, на бензините и на дизелот, но она што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот, имајќи предвид дека ова се производи кои што се купуваат на берза, односно сите држави ги купуваат од исто место. Нема тука голема мудрост во делот кој е поголем или помал предприемач или поголем или помал државник. Само што ние како влада
одлучуваме да се откажеме голем дел од она кое што некои други држави не го направи, а тоа е големите акцизи и така натаму и така натаму. Во минатото знаете дека ние се откажавме од данокот на додадена вредност. Така што остануваме со таа политика и во периодот кој што следи очекувам повторно нивелирање надолу на цените. Колку чинеше државната каса до сега намалувањето на акцизите? Па видите, станува збор за десетици милиони евра, не само за акцизите, туку и за данокот на додадена вредност. Но целта наша беше да ја одржиме ценовната стабилност, да обезбедиме континуирано снабдување. Знаете, некои држави забранија извоз, ние не забранивме извоз, напротив, односно останавме со политика да практично граѓаните од другите земји ги користат нашите бензински станици, пумпи. Така што нашата политика беше сосема поинаква, ние не очајувавме, тоа е што е, предизвикот е таков, треба да се бараат решенија. Едно по едно се наоѓаат тие решенија и ќе продолжиме да следиме активно состојбата. Само што едно прашање, извинете, опозицијата алармира дека треба да се интервенира и кај цените на прехранбените производи, има ли основа за тоа со оглед на големиот тренд од март до јуни некаде има намалување на продажните цени? Видете, јас правев една анализа лично и ги споредував јуни месец 2026 со јуни месец 2022. Отприлика тоа се две слични години. Зошто? Затоа што тогаш почна војната во Украина, а сега е војната во Иран или во заливот. Иако според сите светски познавачи велат дека оваа војна има далеку по девастирачки последици за светската економија, поготово како енергетска криза повеќе. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бил главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Анализирав 12 држави од регионот, тогаш сме биле на 8-то место од 12 според висината на инфлација, сега сме на 3-то. Да речеме, пред нас се благо Србија и Албанија, но позади нас се сите останати држави од регионот, од Турција преку Бугарија, Романија, Грција, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и така натаму. Генерално имаме голем број на држави кои што имаат далеку полоши параметри. Ние ќе продолжиме и понатаму активно да работиме во насока на зачувување на ценовната стабилност. Така, премиере, би сакала да ве прашам во врска со гостивар опозицијата, односно Венко Филипчи, поранешната директорка на Државниот санитарен инспекторат, обвинуваат дека владата ништо не направила во врска со гостивар. Ваш коментар во врска со тоа? Видете, благодарам на прашањето. Тоа го поставува прашање или обвинувањата ги адресира човекот на кој што живи луѓе му гореа во модуларната болница во Тетово. Човекот кој што ќе остане забележен како рекордер по бројот на починати за време на корона кризата, затоа што не успеа на време да обезбеди доволно вакцини за да можат граѓаните да ги користат и на тој начин да обезбеди, односно да сочува некој човечки живот. Повеќе се занимаваше тогаш со пиар и кампањи отколку со суштина, односно тоа што му беше работа. И тоа го зборуваат луѓето кои што во здравството го донесува најголемиот скандал, како што е оној скандалот на онкологија, за кој што постои судски процес во кој што се инволвирани токму овие луѓе. Но кога станува збор за гостивар и за пријавувањето во гостивар, треба да се напомене дека, еве да речеме, например, во 2021 година, кога председателот на СДСМ е министер за здравство и кога истата личност која што денес излегува на пресконференција од името на СДСМ е директор во Институтот за јавно здравје, имаме преку 400 пријави за неквалитетна вода во гостивар. Преку ништо не е превземено, нула. Јас го повикувам обвинителството од овде од Делчево да ги провери овие наводи за кои што сега зборувам и да отпочне постапка зошто овие луѓе кога имале можност не превземале ништо и не го заштитиле здравјето на гостиварци, но не само на гостиварци, туку и на граѓаните во другите општини. Значи, обвинителството мора да постапи по оваа информација која што од овде сакам да ја испратам и очекувам обвинителството да веднаш уште денеска
влезе во Институтот за јавно здравје, во Агенцијата за храна и ветеринарство, да ги провери овие наводи за кои што денеска зборуваме. Така и уште едно прашање во врска со тоа пред да дојдете во Делчево, бевте на состанок посветен на реформската агенда, како се одвиваат реформите во државата. Да, па денеска имавме утренски состанок со луѓето од Брисел, од одделот за проширување. Разговаравме сега за оние реформи кои што се дел од реформската агенда во грејс период за декември и оние кои што се во нормален колосек до декември, кои што истекуваат 2026. Ние сме единствената земја за волја на вистината од регионот која што работи за реформите до декември, барем така тие го кажа. Ние остануваме посветени на таа испорака. Со други зборови, се ќе направиме кое што зависи од нас. Точно ние нема да подпишуваме капитулации и бели листови хартија, како што тоа го правеше претходната влада, а ништо да не испорача дома. Значи, ние се ќе направиме кое што е поврзано со реформите, со нашата домашна задача и потоа оставаме на луѓето од Брисел, на Европската комисија да суди дали ние реално заслужуваме да бидеме дел од Европската унија на база на испорака, бидејќи секогаш мене ми велат и таму кога одам на состаноци, тоа го слушам дека ова е процес кој што се темели на заслуга, односно колку испорачуваш, толку добиваш. Еве ние ќе се обидеме да го заслужиме тоа преку испораката во реформите, понатаму ќе оставиме на нив. Премиери, во рамки на буџетот, односно ребалансот на буџетот имате предвидено зголемена поддршка за земјоделците, што подразбира таа поддршка, имајќи предвид дека во нашиот регион овој број на земјоделци е многу голем. Да, мораме да кажеме дека состојбата пред 2 години, кога наследивме 2 годишни програми кои што беа неисплатени како директна поддршка за земјоделците, беше прилично предизвикувачка, неисплатени плати во АД водостопанство, во национални шуми, по 3-4 плати неисплатени долгови, празни акумулации, некои 7-8% беше тогаш август месец се сеќавам. За разлика од денес кога се веќе над 70%, платите се исплатени, тие што заостанува и веќе со ребалансот планираме да ги завршиме директните плаќања од 2025. Значи ние плаќавме од 21, 22, 23, 24 како тековна година за останати плаќања и сега со овој ребаланс, односно со средствата кои што се предвидени, планираме да ја затвориме и 25-та, а веќе пријавувањето за субвенции за 26-та е отпочнато. Имаше малку предизвик во агенцијата поради екстерен хакерски напад, но и тој се надминува и очекувам дека веќе системот од утре за утре ќе биде повторно во функција за да можеме да продолжиме и со 2026. Со други зборови, од 2 годишни програми со кои што заостанувавме, сега веќе полека но сигурно го фаќаме редот за да бидеме во тек. Господине премиере, општина Делчево и понатаму останува голем заложник на компанијата Гранит од Скопје и институциите процениле дека оваа компанија има право на уште 36 милиони денари. Слушнавме дел од овој одговор од страна на градоначалникот, но што може друго да се направи? Јас нема да коментирам кој е чив заложник. Јас само сакам да кажам дека очекувам многу скоро од денес, тоест еве да прецизираме оваа година, да општина Делчево ја одблокира својата сметка и да може да функционира како општина која што нормално ќе функционира и нормално ќе се развива, а не со предизвици какви што ги има наследено Иван како градоначалник овде во општина Делчево, но и покрај тие предизвици сведоци сме за многу проекти кои што се реализираат и уште многу проекти за кои што Иван има план да ги реализира. Да, само што оваа пијанечка во Мелешевскиот крај има огромен туристички потенцијал. Еден од условите е експресниот пат. До каде е постапката? Кажете некои детали, има или уште некои други? Па таков е процесот. За да прво дојдеме до градба, треба да имаме физибилити студија, предпроектно решение и така натаму. Распишан е повикот. Очекувам оваа година сето тоа да се комплетира и веќе следната да почнеме и во тендер за изведувач. Да, економијата напредува во Пехчево, Берово, Делчево. Анализите говорат дека за само една година БДП во источниот регион пораснал за 7%. Ваш коментар? Видете, има еден податок кој што го објави Управата за јавни приходи. Во 2025 година граѓаните пријавиле за 74 милиарди денари повеќе приходи споредено со 2024.
Тоа е отприлика 1 милиарда 212 милиони евра. И тоа е резултат на политиките кои што ги води оваа влада. Сега ние наследивме еден урнисан систем, корумпиран, нефункционален, понижен, ограбен, демотивиран и деморализиран. И се обидуваме овие 2 години полека да ги движиме работите. Преку ноќ се разбира тоа не оди, но е далеку подобро отколку пред 2-3 години. Дали може уште подобро? Може. И во периодот кој што следи ќе работиме да биде уште подобро. И јас очекувам уште многу добри вести за граѓаните во Македонија и за Малешевско-Пијанички крај. Благодарам. Благодарам. Hvala i vi. Пријатно, убав ден.